Веќе договорените измени во изборниот законник пропаѓаат поради константно лицемерие на Левица и СДСМ. Се што побараа прифативме, но на крајот Левица одбија да потпишат, изјави премиерот Христијан Мицковски објаснувајќи го крахот на изборните измени. Политичката партија Левица учествуваше во целиот процес на договарање на овој закон. Цело време. Им беа прифатени сите забелешки. Се што побараа. Додуша, нивниот главен фокус беше на финансирањето на кампањата. Се што побара им беше прифатено. Усогласено беше со сите кои што преговараа. Впрочем, има и записници. Има и записници. Сега ние не можеме едно да збориме позади завеса, а друго да правиме пред завеса. По Левица изнесе Мицковски, реагираа и од СДСМ, а Мицковски предлага. Освен делот со диаспората, кажете све што треба ќе прифатиме. Немаме проблем. Затоа што ние цениме дека нашата диаспора треба да го оствари своето право по електронски пат. Бидејќи да речеме во Австралија треба некој да патува 10 часа со авион, 10 часа напред, 10 часа назад за да го оствари своето гласачко право. И тоа не е коректно. Јас зборувам за оние кои што се на избирачкиот список и оние кои што поседуваат македонски пасоши. За тие зборувам и македонски патни исправи. Се останато, како што ќе кажат, така ќе прифатиме. Еве, нема да гледаме, бланко им даваме поддршка на се останато. Една изборна единица. Пошто гледам сега, секој нешто паметува, секој нешто кажува. На шпекулациите дека изборниот законник Мицковски го подготвувал за себе, планирајќи да биде иден председателски кандидат, тој денес се изјасни. Немам намера да се кандидирам 2029-та, кога ќе ми заврши мандатот како председател на владата, се враќам на факултет. Второ, кога зборувам за прифаќање на нивните предлози, се што ќе предложат, се ќе им прифатиме, освен гласањето на диаспората. И трето, мораме сите заеднички, бидејќи сите го правевме, да се потпишеме како поднесок на истиот тој закон.